Почитувани гледачи, ви посакувам добре дојде во најновото издание на емисијата 24 за животот, емисија која што секогаш опфаќа различни фази од животот кој што го живееме. Впрочем и во средата кога немавме електрична енергија и кога само мал одреден дел гледавте реприза на вторничната емисија, требаше да одржиме едно тематско гостување во соработка со Таксо, како што знаете, европскиот проект кој што го правиме сега веќе секоја седмица, се додека не заминеме на одмор, но во секој случај емисијата, за да ја реализираме, за да си го исполниме и нашето ветување, како и ветувањето кон нашите гости, ја правиме токму денеска. И ќе разговараме за тема која што веќе долу може да си се испише, така, развојот на туризмот во Македонија, клучни точки. Ќе разговараме со граѓанско здружение, невладина организација или ќе ни објасни подобро многу гостинот околу сето тоа, да не отидам некаде со термините каде што не треба, наречена едноставно како Балканија. Ви го представувам мојот денешен гостин, председателот на Балканија Владо Србиновски. Добре дојдовте. Добро ви најдов, задоволство. Во 24 вести за прв пат? За прв пат во вашето студио. Сигурно не и за последен. Тука, да. Како сте, добри? Секако добри. Задоволство е на оваа тема да се зборува. За нас актуелна, бидејќи фокус на нашето делување туризмот, по-конкретно и во самиот наслов на асоциацијата, го содржи нашите цели, Балканија, Балканска асоциација за алтернативен туризам. Да појасниме за гледачите кога велиме алтернативен туризам, подразбираме сите оние видови на туризам кои што се опозит на масовниот туризам. Добро. Под масовен го подразбираме море, плажа и сето тоа, а сите други се опозит на тој и затоа велиме алтернативни форми на туризам, а тој е еден голем широк спектар. Така, имаме доста веројатно во алтернативниот туризам подгрупи кои што спаѓаат, а Македонија веројатно изобилува баш со алтернативен туризам со оглед на тоа дека море и морски плажи немаме. Да. Си имаме ние наше море, тоа што си е во Охрид, но тоа не е така, си го викаме. Да појаснам за гледачите дека е ова асоциација меѓународна на ниво на 8 држави од Балканот и Италија е членка со нас како оснивачи на асоциацијата, со цел да делуваме на територијата на целиот Балкан, да работиме на проекти за некакво интегрирање преку алтернативните форми на туризам и промовирање на целиот Балкан како туристичка дестинација, бидејќи потенцијалите на Балканот се големи, на балканските земји и слични, во исто време и различни, и на некој начин наша мисија е малку да го вратиме и позитивниот имидж за Балканот во светската јавност. Така. Че успеваме да делуваме на проекти кои што опфаќаат тие земји, а секако најмногу и во Македонија, кај што е седиштето на асоциацијата. Ќе разговараме многу поподробно токму и за моменталната состојба на туризмот во Македонија, како и за вашата организација, веднаш откако ќе го погледнеме времепловот на колешката Елена Џугуманова, кој што ги издвојува личностите и настаните за денешниот датум 28 јуни низ историјата. Доколку е секако подготвен. Така. Може би се уште не ни е подготвен, во секој случај додека го исчекуваме времепловот, ајде ќе направиме онаа тема па пред да преминеме на Балканија комплетно. Каква е состојбата на Македонија моментно во однос на туризмот? Дали ние ги искористуваме практично сите тие потенцијали кои што ги има оваа држава, а ги има? Имено Македонија изобилува со извонреден потенцијал, туристички зборам, пред се културно наследство богато, природно богатство, атракции природни и секако човечки ресурси и потенцијал човечки на цела територија. Ние треба тие предиспозиции, тие предности на Македонија да умееме да ги ставиме во некаква туристичка понуда и поинтензивно отколку до сега да делуваме за промоција на Македонија, иако веќе се работи на тоа и институционално и помали организации веќе работат сериозно и веќе резултатите се видливи. Можеме да констатираме дека според статистиката објавена од Државниот завод за статистика, обработено до крајот на април, многу се позитивни резултатите од статистичките податоци, значи имаме зголемување во однос на минатата година и во периодот од јануари до април и во самиот месец април посебно. Значи имаме зголемување од 4,7% или зголемен број на ноќевања од околу 40.000 туристи кои оствариле 92, зборам до април месец, 92.000 ноќевања
Исто така позитивно е што статистиката покажува и во градот Скопје дека имаме зголемен број на туристи. Заради овој период кој што е атипичен за домашни туристи, нормално дека тој број на домашни туристи не е зголемен, дури во благ пат е, меѓутоа логично бидејќи се уште не почната сезона. Според статистиката и според вас како организација, што мислите дека во Македонија е практично добро да се искористува како алтернативен туризам, да се промовира практично низ светот? Па сите знаат и ние знаеме, ние постојано го потенцираме тоа. Сакаме да влијаеме и на свеста на локалното население, и на институциите, и на надлежните, дека потенцијалот на Македонија е голем баш од тие три сектори: културниот, природниот потенцијал и руралниот, ние го велиме како макросектор, каде што имаме извонреден број на туристички потенцијал. Имаме 1782 села, кои што сами по себе се специфични, карактеристични. Со легендите, со приказните, со карактеристична архитектура, со своји специфики, сите се воглавно во природни средини, живописни средини, покрај кои има секој пат она што велите приказни, легенди или природни атракции, водопади или било што, а да не збориме за бројот на културните знаменитости, како црквите, манастирите, археолошките локалитети. На Македонија се регистрирани над 4000 археолошки локалитети, од кои што се околу 1000 детектирани, 700 се отворени за обработка. Тоа е извонреден потенцијал на едно релативно мал простор за нас. Да, реално ние површински сме доста малечки како земја, а имаме толку многу работи што може да ги прикажеме. Доколку ја понудиме од тој аспект, од археолошки аспект, целата територија ни е археолошки локалитет на Македонија, навистина атракција. Така. Каде најмногу сакаат да одат странските туристи ако ги тргнеме настрана, еве, Охрид, Дојран, Преспа, иако Охрид ни е главната мека и медина, да речам, за брендот кој што ги привлекува туристите, да, ни Охрид, нели, и ние и треба да го користиме како тако, бидејќи навистина има што да се види во Охрид и е туристичка дестинација. И тоа треба да поработиме на другата понуда низ Македонија, која што рековме дека е мала територија и во текот на денот може било која дестинација во земјата да се посети. Тука имаме сугестија да поинтензивно се делува, зборам на ниво на држава, на инфраструктурата. Тоа е многу значаен сегмент за развој на туризмот и за развој на руралниот туризам за кој ние се застапуваме, бидејќи многу битен сегмент е патиштата, потоа депониите, потоа канализациите и сите тие инфраструктурни значајни работи што треба да ги задоволи Македонија за да биде сериозна туристичка понуда. Очекуваме дека ќе се подобрува. Значаен сегмент за зголемување на бројот на туристи е се поголемиот број на авионски летови од Македонија. И секако може би отворањето повеќе авионски линии, авионски линии, секако многу малку бевме ограничени со конекција авионска, а секако во далечните земји доаѓаат со авион и во последно време владата пристапи кон субвенционирање на low cost компании, значи нискобуџетни компании кои што веќе овозможуваат зголемување на бројот на туристи и зголемен интерес за посета на Македонија. Немаме дилема дека туристичкиот потенцијал и воопште потенцијалот е извонреден, значи целиот овој склоп и делувањето на институциите, конкретно Агенцијата за поддршка и промоција на туризмот, која посериозно ја промовира Македонија на меѓународните сајми, многу поагресивно и посериозно отколку досега, и ги дава резултатите за зголемен број од година во година на туристите. Значи, воглавно ако опфатиме да речеме да гледаме дали е подобра ситуацијата од порано или не, ќе кажеме дека е подобра. Како да е подобра и дека сме на оди добар пат во некаде. нагорна линија. Одлично. Тоа е многу значено и пак ќе се навратам, заедничката понуда на Балканот ќе возможи уште поголем интерес за Македонија за трети пазари, збориме туристички пазари за далечните земји, како што се Кина, САД, Канада, бидејќи сигурно не би дошле за една земја, меѓутоа за неколку земји во една туристичка тура би дошле секако. И нашето искуство го покажува тоа.
Така, од оние фотографии кои што има можност и гледачите и да ги гледаат практично додека разговараме, тоа се токму места кои што се издвоени од Македонија. Тачно. Иако на многумина можеби кои што не ги знаат точно местата, мислат дека не се кај нас. Така, добар дел од домашните туристи, ние што ги викаме, многу малку ја познаваат Македонија. За жал. Не е само кај нас тоа, меѓутоа за жал е така и се изненадуваат од места кога ќе ги посетат и кога ќе имаат можност Веројатно да тоа е ги секогаш така со домашни туристи кои што повеќе сакаат додат надвор да запознаат, бидејќи ова име тука нивно си е. Да. И на крајот после 50-60 години сваќаат дека ништо не виделе од своето. И не знаејќи дека го имаат, го занемаруваат или не го посетуваат. Во таа цел, како проект на Балканија, произлезе една манифестација која продолжи да делува самостојно, Скопско туристичко лето, кое секој викенд им нуди на патувачите, така ги нарековме ние, тоа е клуб на патувачи, кои еднодневни излети патуваат низ разни дестинации на Македонија и во главно сите тури се конципирани да видат дел од културното наследство, културното богатство, природна атракција и секако оброкот да го поменат во некој ресторан кој нуди традиционална храна типична за Македонија. Ќе разговараме многу повеќе за Балканија и токму за самата организација и за проектите веднаш после времепловот кој што ни пристигна, па да го проследиме. На 28 јуни 1577 во Зиген е роден Петар Пол Рубенс, фламански сликар, еден од најголемите мајстори на барокниот стил. Препознатлив е по слики полни со драматика, еротика, раскош на костимите и сјај на боите. На денешен ден 1712 во Женева е роден Жан-Жак Русо, француски писател и филозоф-просветител. Исклучително е неговото влијание врз мислителите на неговото, но и на подоцнежното време. На денешен ден 1836 починал американскиот државник Џејмс Медисон, таткото на американскиот устав, инаку и председател на САД од 1809 до 1817 година. На 28 јуни 1838 година, една година по наследувањето на престолот, крунисана е британската кралица Викторија I. Во текот на незиното владење до 1901 година, честопати наречено викторијанска епоха, моќта на британската империја и незиното колонијално царство го достигнало најголемиот успех. На денешен ден 1867 роден е италијанскиот писател Луиджи Пирандело. Меѓу најзначајните негови дела е романот Покојниот Матија Паскал. Добитник е на Нобеловата награда за литература во 1934 година. На денешен ден 1914 во Сараево е извршен атентатот врз австрискиот престолонаследник Франц Фердинанд, еден од основачите на организацијата Млада Босна. Атентатот бил искористен од австро-унгарските империјалисти за да ја нападнат Србија. По неприфатениот ултиматум на Австро-Унгарија, таа на 28 јули 1914 година и објави војна на Србија, со што почна Првата светска војна. На денешен ден 1921 во Софија од заведен атентатор на врховистите платеници на бугарскиот двор е убиен Ѓорче Петров, еден од најверните идејни соработници на Гоце Делчев и истакнат заштитник на целите и на принципите на внатрешната македонска револуционерна организација. На денешен ден 2001 на Хашкиот трибунал му е испорачан Слободан Милошевиќ, поранешен председател на СР Југославија. Така, погледнавме се што треба да биде во времепловот кое што се издвојува токму, а го одбрала колешката Елена Џугуманова. Си продолжуваме во студиото со оној разговор кој што го правиме токму за развојот на туризмот во Република Македонија, клучните точки кои што се однесуваат на тоа. Разговараме во контекст на оние емисии кои што ги правиме во соработка со европскиот проект Таксо, кој што денеска ни ги покани во наше име гостите од организацијата Балканија, неговиот председател и Владо Србиновски, со кој што разговараме токму на тој дел и во првиот дел на емисијата, во првиот дел пред времето, токму разговаравме за Македонија, за потенцијалите. Има многу да се зборува. Јас верувам дека ние може и заедно да направиме минимум 5 до 6 емисии од по еден час, каде што би зборувале и повторно би не биле малку. Повторно биле малку, ако паќаме да речеме одредени краишта во државава кои што ви велев и пред самата емисија, пред почетокот, дека тој што е крајот на поречието, на тој дел, например, бидејќи баш тој ми е шетан најмногу, искрено од кој што сум фасцинирана, има работи што не сум ги знал, например, неголемата пештера во Македонија, што гледачите имаа можност да ја видат во фотографиите, пешна, и
еден куп други работи сега да не ги споменуваме посебно бидејќи ќе завршиме утре. Кажете ми по однос на Балканија. Кога сте создадени, од кога постоите, најклише прашањата за да може да го започнеме делот со организацијата? Да, 2009 година е формирана Балканија по иницијатива и на основа на претходна соработка на една групација на структура од Бугарија, од Италија и од Македонија. Наоѓајќи заеднички теми, заеднички мотиви, дојдовме до идеја дека Балканот заеднички понуде на туристичкиот пазар е многу со поголеми шанси отколку сепаратно секоја земја. Иницииравме создавање на асоциација и се вклучија 8 земји од Балканот и Италија ние како основач член во асоциацијата. Пред малку кажавме основните пределби и мисијата да го вратиме позитивниот имидж и да работиме на проекти. Веќе успеавме да се наметнеме на територијата на Македонија како релевантна организација која делува на темата туризам и работиме активности и промоции за промоција на традиционални вредности, како што рековме, традиционалната храна е еден сегмент. Меѓу кои храната така што гледаме. Еден сегмент од нашата и бевме вклучени во промоција на едно движење Slow Food, која што е меѓународна организација на светско ниво, а Македонија многу брзо го прифати, бидејќи беше податна за такво нешто и тоа беше потреба на Македонија и веќе има мрежа формирано на национално ниво од 13 конвивиуми кои што огромно се грижат на локално ниво да го заштитат традиционалните вредности на храната и на производите и на кујната традиционална. Кажете ми, кои се оние проекти кои што ги имате, а се константни, да речем, од 2009-та наваму, кои што ги одржливи проекти или пак оние што ви се најважни, најбитни? Па можеме да наброиме некои од проектите, например ние реализиравме што оставиле најголем впечаток, впрочем. Да, например реализиравме заеднички туристички водич за Македонија, значи на книга од 240 страни, на италијански јазик со помош на нашиот почесен председател ние од Италија и автор на водичот, со наша помош се разбира, бидејќи се работи за Македонија. И тој водич го дистрибуиравме во Италија до туристичките оператори и агенциите бесплатно како алатка да ја промовираме Македонија и да ја нудиме Македонија. Задоволство е наше дека водичот помина многу добро и ефектите понатаму се позитивни, бидејќи партнери со кои што работиме од година на година им се зголемуваат бројот на тури реализирани во Македонија. Одлично. Еден од тие проекти. Друг проект исто така Италијанците претходно беа ли заинтересирани многу за Македонија, бидејќи јас скоро ретко и да немам сретнато италијанци од странци. Многу малку знаат за Македонија и скоро ништо не знаат. Освен овошната салата. Имено првата асоциација на овошната салата, меѓутоа со овој водич ние успеавме одредена целна група, тоа се туроператори и агенции да ги анимираме и да веќе носат тури во Македонија. Гледаме слики, ова е на Пелистер езерото, едно од Пелистерските очи. Секоја фотографија само за себе говори за потенцијалот на Македонија, пешна, пештерата, изворени места, кои што сепак веламе еве го преспа. И мораме да водопадите, Колешинскиот, Смоларскиот, имаме водопад од 135 метри на кораб. Многу малку луѓе знаат дека имаме толку. На кораб? Да. На планината Јас знам за Колешински, знам за Смоларски. На кораб имаме од 135 метра водопад. Навистина. Ете, тоа треба да се дознава. Да. И со Балканија делуваме, еве можам да кажам тековниот проект кој сега го работиме, тоа е го добивме од Европската програма за доживотно учење. Добро. Со цел да промовираме развој на агритуризмот како нов тренд во областа на туризмот. Ќе имаме во проектот предвидена е обука домашна и обука посета на Институт за агритуризам во Грција, амерички институт, каде што ќе одат одредена избрана структура, едукација за едукатори кои понатаму ќе продолжат да го шират и да го пренесуваат тоа знаење и да го шират како процес за развивање на агритуризмот. Мораме кратко да кажеме за тоа, бидејќи во светот е се поактуелен тој тренд,
Што подразбира агритуризам? Селски туризам или нешто поконкретно? Тоа е сепак во рурални средини, каде што фармите, било животински фарми или фарми на растителни производи, во својот состав на фармата имаат и туристички капацитети, тоест туристичка понуда. И имам посетено такви во Словенија, близу Марибор, во тие делови што се Самиот начин на урбано живење се повеќе налага на луѓето враќање кон природата и кон некогашниот начин. Тоа знаете дека е интересно доживување кога ќе отидете на некоја фарма па ве носат низ начинот на кој што функционираат во 21 век, а вие мислите дека не постојат фарми во денешно време. Токму така, дури потребата на туристите да учествуваат во работата на фармата. И задоволство на тој начин се враќаат кон нешто, кон корените, кон нешто поранешно што го доживеале како деца. Имаме ли ние капацитет за тоа? Секако дека имаме, а сега е на почеток процесот, ние сакаме да се направи, например, не знам, ноќевање една вечер, па да помагате да живеете, да јадете како што јадат луѓето на фармите. Викенд програма може да биде и викенд програма. За луѓето на да видат тутун како се сади, например, да ги пратат така. Има потенцијал извонреден, во исто време го потикнуваме и земјоделието и туризмот, што е извонреден потенцијал на Македонија. Тој проект е добро извозно, ние реално од земјоделието и живееме. Сега го работиме, имаме и проект кој што е реализиран, представување на Балканот преку една фотокнига, културното наследство на сите балкански земји заштитено од УНЕСКО. Исто така е на промоција на Балканот како туристичка понуда и веќе имаме започната работа на проект кој што е подолготраен и повеќе бара и време и ангажмани и секако и финанси, создавање на туристички водич за целиот Балкан, значи за сите балкански земји. Тука сакав да ве прашам, дали на пример постои некаде туристички водич во Македонија, како книга или како памфлет или како нешто слично, каде што не странците, туку македонците би можеле да го набават дали онлайн, дали електронски, дали некаде да го купат или некоја книга која што ќе ги насочи со сите работи што треба да ги посетите, како што имаат американците, не знам, 100 места кои мора да ги посетите пред да умрете, значи едноставно баш тоа да го направат луѓето во Македонија. Постои водич, меѓутоа не е наменет за домашните туристи. Постои водич кој е наменет за странските туристи, го издаваше доскоро Министерството за економија, сега го презема Агенцијата за поддршка, кој се печати во повеќе јазици и се промовира во главном на туристичките сајми надвор од државата, со цел да се промовира Македонија, значи е наменет за странските туристи. За Македонија се уште нема, се надевам дека ќе се создаде. Треба да си пребараат по интернет. Сте биле ли на некој од тие саеми? Да. Во странство. Има ли интерес од другите држави, од другите штандови кои што се да дојдат кај нас и да видат што е и како е? Импресивно е во последниве години, бидејќи пристапот рековме дека е посериозен од претходно и во начинот на презентирање на државата и во материјалите кои што ги припрема Агенцијата за поддршка и промоција, значи дека изненадени сме од од големиот интерес на странските туристи за Македонија, а тоа го потврдува и статистиката од година на година и тоа со значаен процент се зголемуваат бројот на странски туристи. Во главном успеавме, зборам како држава, да ги придобиеме холанѓаните кои што едно време беа традиционално туристи, па замина, повторно се враќаат сега на голема врата со голем број на туристи. Голем интерес се појава од Финска, Русија, Јапонија, Израел исто така, бидејќи израелците веќе се познати во Охрид. Духовното наследство на Македонија за нив е значено. Со Ерусалим, балканскиот Ерусалим многу придонесе за израелците. Именно нивниот фокус на интерес е Македонија, бидејќи е значаен дел од целокупното живење на целава религискиот туризам практично. По однос на, да речеме, она што го планирате да го правите во иднина, што е она на кое што би се фокусирале најмногу, да речеме, како организација, како Балканика? Како Балканија си Балканија, да. Ние рековме дека сме насочени на 3 макросектори. Културниот, природниот, кој што е потенцијал и на Македонија и на целиот Балкан, и секако руралниот најзначаен. Руралниот е... Што ви е микроинтересот, ако имате микроинтерес? Имаме, бидејќи не можеме секаде да делуваме на цела територија идентично со ист ангажман,
поинтензивно делуваме во некои од регионите. Еден од регионите кај што сме присатни, кај што делуваме долгорочно е Демирхисарскиот регион, каде што веќе со општината имаме дел од проекти реализирано, а последен подпишавме договор на 10 години користење на зградата, објектот на местната заедница во село Бабино. Тоа е едно интересно село, специфично за Македонија, каде што планираме и веќе го уредуваме за регионален едукативен центар за рурален развој и земјоделие. Селото Бабино само по себе податно за посета и го препорачувам сите од Македонија да го посетат, бидејќи има две содржини интересни. Едната е приватна библиотека со над 20.000 книги, и има веќе посетители голем број, и приватен рибник со рибен ресторан кој што нуди традиционална храна, кој што исто така има голем број на посетители. А ние сега работиме, веќе успеавме да го поттикнеме, да ја поттикнеме свеста и да најдеме соработници во локалното население, и обезбедивме одреден број на кревети, да им возможиме на семејствата да почнат да се занимаваат со семеен бизнис, поточно да нудат сместувачки капацитети во селото, она што му недостига на селото за побрз развој туристички збориме. И веќе очекуваме за извесен период да обезбедиме негде околу 20 легла во селото Бабино, што ќе биде верувам сосема доволно за почеток. За почеток секако, крајна цел ни е барем еден автобус цел да може да прими селото, а тоа ќе повратно ќе врати побрз развој на сите други сегменти. Кога веќе зборуваме за леглата и за нешто што е на почеток или нешто што е веќе развиено, и тука и цело време го гледам да го вртам муабетот со оглед на тоа да ги заинтригирам гледачите да се запознаат повеќе со својата држава, надвор од кампањите кои што се прават за запознавање на Република Македонија. Во секој случај, има ли доволно интерес ке македонските туристи да го, значи домашните туристи, така ги делите, верувам, странски и домашни, надвор повторно ќе речам од Охрид, од Дојран, од Преспа, што ние како мејнстрим, како главен интерес туристички, туку рурален, планински, селски. Таа состојба во светот што е брзиот начин на живење, урбаниот начин на живење, веќе ние го чувствуваме во Македонија, и неминовна и потребата на нашите луѓе од секојдневната динамика, од секојдневните стресни состојби во своето работење или обкружување или било како, потребата од повторен контакт или враќање кон природата и она што го нуди природата. Не треба да кажуваме што се нуди природата, бидејќи заборавате на секојдневието, заборавате на проблемите што ви се тековни, а дишете чист воздух, гледате убава средина, живописна, со многу зеленило, кое што е значајно во перцепцијата на луѓето, со многу убави гледки, и е се поголема потреба, и луѓето се повеќе и повеќе почнуваат да патуваат. Тоа го констатиравме преку програмата на Скопско туристичко лето, која веќе во делување од околу четврта година сега има над 6.000 луѓе остварено учесници на патувањата, што е значајна број. Сето ова би било многу подобро, доколку и може би е подобро, доколку како невладина организација дали имате соработка со други невладини организации, дали од земјата или од странство, владини институции и медиуми се разбира, бидејќи ние знаеме или да бидеме многу лоши кон одредени работи или многу добри. Или да уништиме, или да кренеме нешто. Задоволство наше е дека медиумите се заинтересирани и го следат и нашето делување и на другите што се бават со оваа тематика, бидејќи навистина е актуелна и навистина е интересна. Тоа е во ред. Заеднички делуваме со повеќе здруженија, заеднички настани или манифестации организираме. Бевме дел од еден настан во Битола, каде што едно невладино здружение Битола Бренд по втор пат организираше саем на цвеќе, практички се сеќавам саемот на цвеќето пред месец дена ми се чини дека беше така. Да возобнови таа традиција што има Битола како специфика, како културна мека, велиме во Македонија. Битола навистина е специфичен, интересен и начинот на живење, начинот на комуницирање на луѓето. И широк сокак сам по себе како место кое што истовремено и урбано, истовремено и старо, истовремено и ново.
Имаме доперни точки со многу здруженија, како што рековме, со Slow Food мрежите, со Slow Food организациите. Сега започнавме соработка интензивна со Федерацијата на фармерите, бидејќи велиме дека туризмот и земјоделието се специфика на Македонија и може да се комбинираат или комплементарни да бидат значајна туристичка понуда и уопште економски развој на земјата. Значи соработуваме и со нив и со многу други здруженија секако дека соработуваме и делуваме поглавном на промотивни активности, хуманитарни настани, организираме базари на ракотворби каде што се трудиме да ги покажеме способностите и вештините на ракотворците, занаетите кои што се исто така значајен дел на нашето живење, фолклорот исто така како значајен дел од начинот на живење. Би сакал да сега во моментов се сетив една иницијатива за една културна тура, успеавме да ја наметнеме за Канада и за Америка. Да, тоа секако ќе ве прашував, знам дека ми споменавте дека имате нешто такво, па реков што е сега тоа? Да, беа изненадени луѓето кои им рековме дека Македонија има што да понуди. Тие нормално со скепса мислејќи дека што има што нема кај нас. Ние успеавме да го наметнеме со спецификите што ги има Македонија, баш тоа што велиме културното богатство, традицијата која што датира со многу милениуми за разлика од нивната и начинот на живење, значи специфичниот начин на живење, богатата културни природни вредности и им понудивме да дојдат да видат она што можеме да понудиме. Креиравме една мала тура за нивно запознавање, донесовме 20 туроператори, еден од Америка, еден од Канада, се изненадија од она што го имаме и создадовме, креиравме заедно со нив 14-дневна тура која од септември ќе почне континуирано да се реализира и веќе има пријавено, веќе има интерес во Канада за оваа тура. А во главном е креирана со интерактивен одмор, каде што тие ќе можат да спремаат традиционална храна на одредено место, да учат како се играат танци домашни, да свират на некој домашен инструмент, да прават некакви ракотворби специфични, да ткаат на разбој. Се тоа што го има специфика е навистина податно за тој тип на туристи кои што многу малку знаат за нашата. Така. Ќе направиме една кратка пауза, па ќе се вратиме во студиото. Почитувани гледачи, вака кога разговараме за туризмот и за се она точно што може да се посети, да се направи, да се види, да се слушне, да се почувствува во Република Македонија, се потсетив на вчерашниот настан чиј што дел бев и јас, еден хуманитарен настан кој што се однесува и е во склоп на организација која што брои 360.000 вип личности кои организираат глобална забава или глобал парти, каде што имав можност да ја слушам повтор пат во животот и мислам дека многу пати уште би сакал да ја слушам македонската глобуларна флейта, 6000 години старата неолитска окарина, во изведба на Драган Даутовски, и тоа е нешто што реално вака ве враќа низ годините 6000 години наназад и така го согледувате просторот околу вас. Има многу работи што треба да ги научиме за нас, за нашата земја, прво да научиме она што имаме во моментот, па потоа ќе се враќаме назад или ќе одиме напред. Важно сегашноста мора да ја научиме. Одиме со занимливоста да видиме што точно ни открила колешката Елена Джугуманова за денеска, да не изненади, да ни направи да ни биде уште поинтересно, а ако вам ви е интересно, останете и по рекламите се враќаме веднаш назад. Двегодишниот Адам Кирби стана најмладиот член на британската Менса, откако резултатите од тестот за интелигенција покажале дека е попаметен од Барак Обама и Дейвид Камерон. На тестот за интелигенција освоил 141 поен, или 10 повеќе од двајцата светски лидери, а му недостигале само 4 поени за да биде ставен во категоријата гени, иако се уште не знае да се изразува со целосни реченици. И додека повеќето деца на негова возраст учат да одат или цртаат по ѕидовите, двегодишниот Адам од Мичан, јужно од Лондон, обожува да ги чита делата на Шекспир, учи јапонски, шпански и француски. Неговите родители, 33-годишниот Дин и 31-годишната Кериен, велат дека сватиле дека детето им е специјално, кога самиот се научил да врши нужда на нокширче, откако на возраст од 1 година прочитал книга посветена на таа тема. Денес Адам може да спелува 100 зборови, делумно ја совладал таблицата за множење, го научил периодичниот систем на елементите и дури составил сложувалка со слика на мапа на светот наменета за возрастни. Поради одличните резултати на тестот за интелигенција, повикан е да и се придружи на британската Менса и со 2 години и 5 месеци станал нејзиниот најмлад член. Очи во очи со Огнен, отворена контактна програма со граѓаните.
Кажете си што имате во вашиот Хайд парк. Очи во очи со Огнен, вашиот мегдан за разбирање. Секој работен ден од 16 часот и 20 минути. Интересни места, специфични професии, несекојдневни настани. Дознајте како функционира најмокната европска економија, општествените и социјалните промени и најновите информации од Германија. Гледајте ги во ТВ магазинот Германија денес на 24 вести. Секој работен ден во 18 часот и 30 минути. Второ мислење, емисија за класична медицина, алтернативна медицина, здрава исхрана и многу други совети за вашето здравје. Доктори, алтернативни доктори и разни методи на лечење. Емисија со второ мислење. Бидете со нас. Докажано најдобри, со попуст од 20%. Радио такси Рива, 15161. Биокрил Актив од алкалоид е масло од антарктички крил, богато со омега-3 масни киселини во форма на фосфолипиди. Споредено со триглицеридните, омега-3 масни киселини од рибиното масло, фосфолипидите од Биокрил Актив се многу поефикасно искористени во организмот. Помага во регулирање на нивото на холестерол во крвта. Комплетен извор на есенцијални масни киселини. Природен антиоксиданс астаксантин. Биокрил Актив. Клинички испитан производ на Универзитетската клиника за кардиологија во Скопје. Се вративме назад во студиото и она што го разговараме во денешното издание е секако во соработка направена емисија со Европскиот проект Таксо по однос на развојот на туризмот во Република Македонија, клучните точки кои што треба да ги издвоиме и пред се она што цело време го надметнувам во самиот разговор со нашиот денешен гостин господинот Владо Србиновски, председател на организацијата Балканија, е токму дека македонците се тие кои што треба првично да се научат да ја посетуваат државата и она што го имаме ние како истакнати места, локалитети, археолошки, рурални, планински, езерски, и веќе да не набројуваме комплетно се што имаме како капацитет, и кога ние ќе знаеме што да им предочиме на странците кога ќе сакаат да не посетат, а не да им речеме Охрид и толку. Понатаму не знаеме кога ќе ве прашаат а друго нешто во тие неколку дена да посетам. За друго не знам. Тоа треба да се научиме ние. Во секој случај разговаравме во првиот дел господин Србиновски околу многу работи за самиот туризам кај нас, реков тема која што е дефинитивно неисцрпна. Кажете ми, бидејќи ве прашав пред самите реклами, имате соработка со медиумите, што е добро во суштина, и поддршката која што се дава и се до тоа, и споменавте соработка со други организации, како во Македонија, така и надвор со оглед на тоа дека самата Балканија е италијанско-македонска. Балканска е на ниво на цел Балкан. Балканска, но основачите се Бугарија, Италија и Македонија. Бугарија, Италија и Македонија, што е убава вака линија една која ќе ја фатите. Дали, значи, секогаш прашањето постои, значи имате медиум, имате невладени организации и владата. Владите конкретно кои што се во Република Македонија со оглед на тоа дека туризмот не ни е од сега да го развиваме. Дали постои структурен диалог помеѓу вашата организација, организациите кои што се грижат за туризмот и владите кои што раководат со Република Македонија? Граѓанските здруженија не се задоволни од состојбите на нивните состојби, тоа е нивното делување или можностите што им се нудат за да можат да делуваат.
За среќа во последно време, подигајќи ги гласот и потребите од поголема соработка со владиниот сектор, бидејќи невладиниот сектор без заедничка соработка со владиниот не може да дава резултати, иако невладиниот е оној кој што ги детектира проблемите, ги наоѓа решенијата, поевтино чинат решенијата со помош на невладиниот сектор, меѓутоа неминовно е спрегата или соработката со владата за да има резултати од заедничкото делување. За среќа, у последно време владата покажува интерес за соработка поинтензивна со невладиниот сектор. Да ве послуша во одредени сегменти кои што ги имате како идеи. И потреби и проблеми кои што се среќаваат невладините организации. И во последнава недела веќе беше завршната конференција на која што и ние учествувавме во Охрид за развивање диалог помеѓу граѓанските здруженија и владата и иницијатива за формирање на совет на национално ниво, каде што ќе учествуваат и владини представници и граѓанските здруженија, со цел да се подобрат тие меѓусебни односи и со цел да бидат поефикасни невладините здруженија во идните и во креирање на идните политики секако и во реализирање на проекти од општи интерес, рековме. Во тој сегмент сега ми дојде на ум да ве прашам, иако не ми беше планирано, во однос на соработките, со оглед на тоа дека религискиот туризам е доста кај нас и потребен, еве и споменуваме и дестинации каде што реално имате и цркви, манастири и карактеристични џамии како што се Крчамијата или Шарената џамија во Тетово. Имате ли соработка, да речеме, со религиските структури, да речеме МПЦ ИВ, за кои што ви даваат дозволи за носење туристи, ви излегуваат во пресред тие кои што се таму, во местата каде што ги посетувате, да раскажат нешто? Веќе чувствуваме некаква наклоност кон нашите активности во тој правец, меѓутоа во на известно време не наоѓавме секаде на исти третман, зависно нели во секоја епархија има различен владика и тие имаат своји одредени законитости како делуваат. Некои се полиберални, некои се позатворени, негде наидувавме на подобра можност за соработка, негде не, меѓутоа во последно време гледаме дека се наклонети, бидејќи и тие стануваат свесни дека тоа што е за нивни потреби треба да биде прилагодено до одредено ниво и за јавни потреби, тоа е и за туризам. Така да можеме да очекуваме и подобар третман во иднина, но и поголем развој. Испраќаме преку емисијата. Веќе има позитивни, мислам, действувања и очекуваме тоа да биде и значаен сегмент на Македонија, бидејќи само да ги споменеме, духовноста е многу значаен дел од нашето битисување на оваа територија. Ги споменеме само 365 цркви во Охрид, исто така во Прилеп. Значи имаме негде 1900 верски објекти во Македонија, што е исто значаен сегмент и како 1900 верски објекти, 700 археолошки локалитети кои што се во можност да се отворат, да бидат отворени. Тоа ви се веќе 2600 различни туристички атракции, да не зборуваме за селата, рековме, со своите специфики, 1782 спомнавте. Да, со своите специфики, со своите карактеристики. Па машала, тоа е некаде преку 4000 локации. Навистина имаме што да понудиме и навистина луѓето го имаат овој капацитетот во себе, меѓутоа ние треба да ги создадеме условите за да тие го најдат начинот како да се вклучат во процесите на развој на туризмот и земјоделието. Ние не го занемаруваме земјоделието, бидејќи е битен дел од Некаде сме при крајот на емисијата, имаме уште 2-3 минути. Она што ме интересира за самиот крај е, пред да ви го поставам прашањето по однос на соработката со таксо, што е она што господинот Србиновски најмногу го сака во Македонија? Каде и да одите, кое е местото каде што секогаш би се вратиле повторно да го посетите? Реков на база на нашите досегашни активности, јас лично сум врзан емотивно повеќе за два региони, регионот на Демирхесар кој е посебно чиста средина и регионот на Берово кој што исто така е значајна средина од аспект на потенцијали, со многу кислород, со многу сончеви денови и со веќе интензивната промоција и кампања го става Берово на картата, туристичка карта. Тие се два региони навистина со огромен потенцијал.
и културен, и природен, и секак. Од многуте соработки што ги споменавме и комуникации со многу институции, тука секако да споменеме на крајот, минатиот пат ќе заборавев, но на крајот мора да споменеме дека имате соработка со Таксо, впрочем и така и го организиравме гостувањето. И како сте задоволни од самиот проект Таксо и што значи таа соработка за вас? Структурално со оглед на тоа дека доста помага. Проектот Таксо е за нас извонреден проект кој што им возможува на граѓанските организации да го покрај другите нивни активности да го зајакнат капацитетот. Практички сите ние имаме одреден пат, одреден развој, меѓутоа сите имаме потреба до едукација и јакнење на капацитетите за да бидеме успешни во мисијата што сме ја зацртале. Ние многу добро соработуваме со Таксо и веќе сме учествувале на повеќе нивни проекти. Еден од баш од нивните основни проекти е јакнење на капацитетите на граѓанските здруженија и поминавме два модули на едукација благодарение на нив. Едниот беше за стратешки менеджмент кој што констатиравме дека на организацијата е потребен да ја зајакне организацијата и да делува подолгорочно и континуирано, а другиот беше исто така многу значајна наша потреба јакнење на капацитетот за раководење и работење на ЕУ проекти. Имавме извонредна обука, прво дводневна, потоа доделени експерти кои што работеа со нас на одредени проекти, за да ги поминеме сите фази на работење со ЕУ проекти, иако имавме претходно искуство, меѓутоа никој пат не е доволно искуството, бидејќи се менува во пропозициите, во прописите, а Таксо е еден голем проект кој што баш се грижи за ова да го доближи до граѓанските организации. Господин Србиновски, на крајот сме на емисијата. Јас ми останува само да ви се заблагодарам за денешното гостување, за издвоеното време и дефинитивно за се што споделивте со нас. А и сигурно ќе се видиме ние повторно. Имаме теми за разговор. Да се надеваме, темата е интересна за секого. Благодарам и на вас што ни остапивте време, бидејќи благодарение на медиумите ние сме видливи во она што го работиме и допира до тие за кого е наменет. Така, ви благодарам и се гледаме. Почитувани гледачи, како што спомна и господинот Владо Србиновски, председател на Балканија, со кој што разговаравме токму за развојот на туризмот во Република Македонија и клучните точки за тој развој, како што спомна по однос на тоа дека организациите се видливи ако ги има по медиумите, така и Република Македонија ќе биде уште повидлива ако ние самите со своји очи имаме видено многу работи и научено, а тоа го пренесеме на останатите туристи. Така ќе стане и поглобално видлива. Затоа посетете ја еве летово ако немате што да планирате и при тоа се жалите дека немате доволно пари за да одите некаде на морињата околу нас, направете една тура некаде низ Републиката, има доста реки, доста планински езера и доста настрана од трите тектонски езера кои што ги имаме, кои дефинитивно може да ги посетите и повторно убаво да си поминете, а и да не ви е толку жешко и да се исончате некаде. Останете во добро здравје, се гледаме веќе од понеделник. Ве поздравувам, посакувам убав викенд.